Се наоѓаме на едно детско игралиште во општина Аеродром, односно во близина на основното училиште Лазо Ангеловски, каде што може да се забележи дека е уништена всушност урбаната опрема, самите клупи овде, односно целото игралиште на некој начин е уништено од страна на поединечни лица кои што се однесувале несовесно. Веднаш зад мене може да се забележи дека порано оние жители кои што живеат овде дефинитивно знаат дека порано овде имало лизгалка, но за жал таа беше уништена од страна на некои вандали и запалена, со што резултира со самото тоа сега децата да немаат каде да си играат и да се лизгаат, односно да го поминуваат убаво своето слободно време. Освен лизгалката, овде исто така може да се забележи дека се уништени клупите, имаме уништена е всушност и заштитната ограда која што се наоѓа околу самото игралиште, а може да се забележат и безброј отпадоци околу, односно харти, кутии од цигари и пикавци. На самиот почеток напоменав дека се наоѓаме на еден од уништените паркови во оваа општина. Така велам бидејќи општина Аеродром се одзва на ваквото однесување на социјалните мрежи и сподели неколку фотографии од неколку вакви паркчиња и игралишта во оваа општина, каде што прикажа дека се уништени и дека имаме од страна на поединци несовесно однесување, со што апелираше полицијата да ги преземе работите во своји раце и напомена дека всушност сите овие игралишта се наша заедничка сопственост и дека сите ние треба да се грижиме за нив. Општина Аеродром, како што напоменав, се одзва на социјалните мрежи и во продолжение ќе го цитирам нивното соопштение. Велат: деновиве повторно сме сведоци на вандалски чин на неколку локации, каде од страна на несовесни граѓани оштетени се повеќе детски игралишта во Аеродром. Во изминатите неколку денови општинските служби затекнаа оштетени детски игралишта, уништени спортско-рекреативни реквизити и урбана опрема на повеќе локации во општината. Најстрого го осудуваме овој вандалски чин и апелираме до граѓаните да бидат совесни кон јавните површини. Истовремено бараме од надлежните државните институции со засилени активности да ги спречат појавите на вандализам во самата општина. Ова беше објавено од страна на општината Аеродром, каде посочија секако дека ваквото однесување не е во ред и за жал може да се напомене дека ваква појава на вандализам и уништување на паркчиња и поставена опрема надвор може да се забележи во поголемиот дел од Скопје, каде што дефинитивно најмногу и за пример може да се истакне градскиот парк во Скопје, кој што има најмногу отпад, најмногу после изминатите викенди, каде што освен отпад, исто така можеме да видиме и уништени корпи за отпадоци и клупи. Најужасна гледка беше кога пред 2 години токму во градскиот парк, освен сите овие работи кои што ги набројав, можеа да се видат и 3 клупи кои што покрај тоа што беа уништени, беа фрлени во едно од езерцата во паркот. За овие поединци кои што всушност се однесуваат несовесно, дефинитивно треба да се преземат некакви мерки и да се среди оваа ситуација, бидејќи сите овие реквизити, игралишта кои што се наоѓаат токму во нашите населби, односно во нашиот град, треба да ги чуваме, бидејќи на крајот од денот тие служат за наша употреба.